Иако земјава бележи тренд на намалување на напади врз новинари, она што загрижува е спорото одвивање на постапките пред судовите и обвинителството, велат од ЗНМ. Ако годинава имало само 3 посериозни случаи на физички напади, во 2018, односно 2017 година, тој број бил 6, односно 18. Но на новинарите на располагање сега им стои бесплатна телефонска линија на Синдикатот на новинари и медиумски работници, на која може да пријават не само вербални или физички напади, туку и заплашувања, онлайн вознемирување, уцени и други видови на загрозување на безбедноста при извршување на задачите. Причините поради која што беше отворена не е само да се даде подршка на новинарите и медиумските работници кога ќе бидат нападнати без разлика на видот на нападот, туку и закривање на совеста кај граѓаните за важноста од безбедноста на медиумските работници. На линијата досега биле регистрирани само неколку повици, но од ЦСНМ велат дека им стојат на располагање на своите колеги за секаков вид на помош. Тие беа решени преку соопштение и јавен притисок, но и со медијација. Тоа што ССНМ може да го преземе по пријавувањето на напад врз новинар или медиумски работник е давање правни совети за пријавување во соодветните институции или пак на пример извлекување на нападнатиот ако се работи за физички напад од кога му е загрозена безбедноста. Од Сдруженијата на новинари бара да се забрзаат постапките за напади на новинари изминатите години. За повеќе инциденти кои што ние сме ги регистрирале над 50 последните 5 години, најголем дел од нив се уште се неразчистени пред судовите и тие тапкаат во место. Според глобалниот индекс за слобода на медиумите, Репортери без граници, во однос на другите држави од регионот Северна Македонија бележи благ пораз, вели Секуловски. Земјава во 2019 година беше рангирана на 95-то место од вкупно 180 земји. За разлика од лани сме за некои десетина места подобри, меѓутоа знаете како во 2008 година Македонија беше 34-то место, потоа 2013 падна на 123-то место. Тој додава дека би било најдобро земјава да се врати на 30-то место кога била сметана како позитивен и светол пример на Балканот и пошироко по слободата на изразување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.